Исусе. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Да видим тука. Нека седи овде. Ајде. Татко наш, пред Тебе застануваме, ние Те молиме да ни поушиш, да ни дадеш сила, да ни дадеш зборови од небесата, да ни покажеш како е Твојот процес на застанување од раб Божи, да пораснеме во сотрудници, во синови и ќерки Божи и со наследници Божи, да можеме да бидеме пратени и употребени за Твоја слава во сила од десната страна. Те сакаме, Господи Исусе Христе, согласни сме да излееш сила од небесата, да излееш сила во нашите срца, да ни го отвориш умот, да ги разбереме овие слова, со срцето да разбереме, да се покаеме, да бидеме исцелени. Согласни сме, Господи Исусе Христе. Еве ги креваме сите рацете како Мојсей во пустината. Излеј сила во нашите срца. Покажи ни, научи не, обучи не да бидеме молитвени војници со мечот на духот, со живо слово. Татко, согласни сме и сега ние доаѓаме пред некој човек и велиме, дали веруваш во Господ Исус Христос, првото прашање. Дали си покајан, покај се за секој грев, покај се за гревовите на своите предци, прости им на сите, сакаш ли да застанеш пред Исус, да му го предадеш срцето и душата, во името на Господ Исус Христос, да застанеш, да примиш сила, исцелување, да се представиш и да се помириш со Господ Исус Христос. Кревате раце, татко, велите во себе или кога, татко, јас не знам што се случува со овој човек, го носам пред Тебе, излеј сила во овие раце, во ова тело, Ти зборувај низ мене, во името на Господ Исус Христос. Согласни сме да се отворат небесата, да слезе сила врз овој човек, врз целата заедница, да исчисти се што не е од Исус. Во името на Господ Исус Христос, и тогаш гледате дали има сила, ќе кренете раце, ќе научите полека. Духу нечист, излези од заедницата, излези од секој еден од нас. Од десната страна во силата заповедуваме. Духу нечист, излези од секој еден од нас. Во името на Господ Исус Христос, по стиховите, се што ќе врзете на земјата, ќе биде врзано и на небесата. Во името на Господ Исус Христос, го врзувам секој демон, демонско влијание, зли души, магии, проклетства, сето зло, го врзуваме во името на Господ Исус Христос, го изгонуваме, му забрануваме да се врати и го повикуваме сила од небесата, војска ангелска да слезе во секоја душа, да не исчисти, да ни покаже слава Ти, Господ Исусе Христе. Потоа му правите исповед на човекот, се покајувам за секој грев, им простувам на сите, покај се за сите гревови, се покајувам за ова, им простувам, не осудувам, ја прифаќам Твојата волја. Дојди, Господи Исусе Христе, да ми помогнеш, и потоа пак кревате раце, и кревате раце, татко, излеј сила, оваа рака е Твојата рака. Со прстот Божи се разбирам, зборувате претходно за Исус во припрема, не директно исцелување, дека Исус лезе, ги плати нашите гревови, не откупи од канџите на сатаната, но треба да се вратиш кај Исус, да му го предадеш срцето, да му ја предадеш душата, да бидеш една сила, една душа со него, и потоа дури можеш да почнеш да се молиш за него. Татко, се молам за овој човек, за исцелување на тоа, на сите болки, болести, страдања, да ги земеш од него, да дојде пред Тебе, да му дадеш вера, да повика кон Тебе од сето срце. Дојди, Господи Исусе Христе, го пушташ и да зборува, да вика, дојди, Господи Исусе Христе, помогни ми, не можам самиот, помогни ми да го решам овој проблем, те сакам, Господи Исусе Христе. Така се постапува, но кога некогаш добро е да сте по двајца, еден со друг да се надополнувате, кога не сте двајца, секогаш сте двајца, Отецот и Исус, ако живеат во тебе, можете да работите. Поделете се 2, 4, 6 и да се молите едни за други. Може? Брзо беше. Слава Ти се помолам за па ќе се вратам. Или по тројца. Не може по тројца. Може и по тројца. Али пробајте го процесот на изгонување.